И денеска, новите информации и новите аспекти во контекст на превенцијата на здравието под мотото Мислете на себе ќе бидат во центарот на интересот на вашата здрава навика Фактор здравје. Ви посакувам и денеска срдечно добре дојде во емисијата, а гостинката аспектите во однос на првата рубрика Истражувањата докажаа и останатите детали следуваат по оваа прва најава. И денеска уште еднаш ќе се навратиме на 7 април, Светскиот ден на здравието. Светската здравствена организација оваа година под мотото Ајде да зборуваме за депресијата дава акцент на ова ментално заболување од кое што во светски рамки боледуваат повеќе од 300 милиони луѓе. Новите сознанија кои што се во контекст на нашата рубрика Истражувањата докажаа всушност дека депресијата е ментална болест која многумина се уште ја сметаат како состојба на умот од која може да се излезе само со позитивно размислување. Меѓутоа, интернационален тим истражувачи од Англискиот универзитет Ворвик и Универзитетот Фудан во Кина сметаат дека пронашле доказ од кој дел на мозокот потекнува депресијата и со тоа побрзо да ги ублажат последиците од ова ментално нарушување. Според нивното истражување, објавено во невролошкиот журнал Brain, депресијата е резултат од промените на моделите на врски во клучниот регион на мозокот, наречен орбифронтален кортекс. Истражувачите користеле магнетна резонанца со голема прецизност за скенирање на мозоци на повеќе од 900 луѓе. Од нив 421 биле пациенти со големи депресивни пореметувања. Било утврдено и докажано дека чувството на изгубеност и ниска самодоверба било директно поврзано со двете страни на орбифронталниот кортекс, медијалната и латералната. Оваа студија може да овозможи драматично подобрување на животите на милиони луѓе низ светот и да води кон подобар третман од сегашните. А за депресијата повторно ќе се навратиме сигурно во некој од следните продолженија од Фактор здравје со оглед на фактот дека ова ментално пореметување и тоа како пред се ги погодува пациентите, нивните најблиски, но и е голем социоекономски проблем. Денеска во контекст на рубриката Истражувањата докажаа продолжуваме со темата со која што сакам уште еднаш да ве поздравам и да ви посакам добре дојде во Фактор здравје. Ќе се запознаете со терминот мануелна медицина, што тоа значи, кои се индикациите и каде наоѓа примена овој аспект од медицината и што всушност се решава со мануелната медицина. Сите овие аспекти и многу повеќе во однос на вашите прашања, денеска одговор ќе ви предочи господја Македонка Силјановска, која што е дипломиран физиотерапевт и која што доаѓа од спортскиот центар Јане Сандански во Скопје. Добар ден за вас и добро дојдовте во нашиот нов амбиент. Како се чувствувате? Па, добро. Ви благодарам што ја прифативте поканата и што денеска ќе ги откриеме аспектите од оваа тема за која што досега не сме зборувале. Посакувам убаво да се чувствувате, а сите аспекти и детали ќе ви ги презентираме во продолжение од Фактор здравје. Дали често чуете да е некој из вашeg окружења болест, да има најтежу болест? Прво што сигурно помислите јесте учиниću све да се заштитим да до овога не доđe. Komšija, za vas je rešenje G132 plus Natural. U jednom preparatu nećete pronaći toliki broj prirodnih sastojaka i da odgovaraju vašem organizmu. Radi se po japanskoj formuli, specijalno za International Health, a proizvodi se u Nemačkoj. International Health misli na vas i na vaše zdravlje. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ремедика, прва приватна општа болница. Прашај пријател. Zašto ste cijeli život na dijeti, a niste uspjeli postići svoje željene rezultate? Probali ste sa smanjenjem kalorija, izbacili ste masno, jeli više voća žitarica, ali nije bilo dugoročnog efekta. Vrijeme je da probate nešto sasvim drugačije, staviti masti u fokus vaše ishrane. Predstavljam vam liposukcijsku ishranu, jedinstvenu dijetoterapiju sa kojom možete skinuti 7 do 10% od svoje početne tjelesne mase za samo 2 nedelje i to bez gladovanja.
Zato krenite odmah i učinite nešto dobro za sebe i svoje zdravlje. Веднаш сакам да ве потсетам дека 6091-925 и 6091-924 се двете директни отворени телефонски линии кои што се за вас и само за вас, доколку сакате и денеска да учествувате и директно поставите прашање во Фактор здравје. Темата имате на вашите екрани, насловена е мануелна медицина и кога зборуваме за овој поим, пред да го објасни докторката, да споменам дека мануелната медицина освен превентивно може да се употребува и во терапевски цели. Многу повеќе, реков и ќе повторам, денеска факти ќе ви предочи господја Македонка Силјановска, која што е дипломиран физиотерапевт. Со оглед на фактот дека реков прв пат го отвораме овој термин или ќе го објасниме денеска во Фактор здравје, како ви од ваш стручен аспект го дефинирате, што представува мануелната медицина? Мануелната медицина може да ја опишеме со попрости зборови. Значи сите терапии кои што се изведуваат рачно, без употреба на медикаментозна терапија или значи без користење на апаратна техника. Тука може да ги споменеме мануелни терапии, значи мануелната терапија се користи значи за подобрување на здравствената состојба на пациентот, вклучувајќи значи само мануелни техники. Тука да ги напоменеме сега најчесто што јас ги користам: мануелната лимфна дренажа, миофасцијалната релаксација, рефлексотерапијата, акупресурата, постојат и многу други, меѓутоа сега да се задржиме на мануелната лимфна дренажа и на миофасцијалната релаксација. Ќе зборуваме малку подоцна за тоа. Јас спомена во воведот дека она што го применувате вие и што представува мануелната медицина може на два аспекти или на две нивоа да се примени: терапевтски и превентивно. Да. Превентивно, значи мануелната медицина, односно тука спаѓаат и различни видови на масажи, меѓутоа да речеме кои што масажи се користат, значи во мануелна медицина може да ги вклучиме масажите кои што се користат само за подобрување, да речеме, на здравствената состојба, затоа што постојат значи масажи, типови на масажи кои што се користат, да речеме, од естетски индикации, дали за релаксација, подобра циркулација, сигурно. Да. Меѓутоа, тука, да речеме, конкретно е со примена на мануелната терапија, значи на една од мануелните терапии, ние решаваме буквално конкретен здравствен проблем. Значи, мануелната медицина вклучува значи отстранување на одреден здравствен проблем. Како што напоменав, значи без користење на медикаментозна терапија, без користење на апарати, значи по пат на рачна терапија, едноставно да се елиминира, да се подобри состојбата кај пациентот. Кажавте и уште еднаш ќе повториме дека сите овие техники на мануелна медицина ги применувате и во пракса работите, но претходно пред да бидеме конкретни во однос на индикациите, уште еднаш да споменеме кој и каде треба да се изведуваат сите овие мануелни техники или мануелната медицина во целина. Така, во зависност од индикацијата, да речеме со миофасцијалната релаксација или миофасцијалното ослободување, таа техника на работа значи се користи кај сите хронични промени, кај сите хронични болки. Дали се работи тоа за мускулна болка или се работи за болки во зглобови. Тоа се хронични работи, да речеме, повреди кои што се повторувале, кои што не биле, да речеме, навремено или правилно третирани и излечени, и остануваат на таа фасција, односно мембрана, тоа е обвивката на мускулот, остануваат лузни најчесто. Сега тие лузни, ако не се третираат како што правилно, тие знаат да предизвикаат понатамошни проблеми, да речеме во некој соседен дел од телото, да се предизвика нова повреда. Така да миофасцијалното ослободување, ете почнавме сега со таа тема, миофасцијалното ослободување значи се користи значи да се ослободи еден сегмент каде што е веќе проблем настанат од некоја природа, дали било тоа траума,
дали е постоперативна фиброза, да речеме, знае организам и организам, знае секој различно да изреагира, да речеме после повреда или после операција на самото лузно настануваат фибрози. Односно таа фиброза е составувањето на колагените влакна на фасцијата. Некој организам реагира со укрутување фактички на тој дел на кожата. Тоа треба да се ослободи или да се... Да, затоа што тоа е поврзан кинетички ланец. Значи фасцијата е испреплетена мрежа низ целото тело. Значи тоа е поврзана мрежа на колагени и на колагени влакна испреплетени буквално во тенки нити. Меѓутоа фасцијата, ако пробаме ние да ја одвоиме од некој сегмент на телово, значи не е возможно. Се во последниве 10 години се зборува малку повеќе за фасцијата. Прв па да речеме така научен и од медицински аспект спомната 2007 година, многу скоро да речеме. Десетина години, значи. Да, десетина години на конгрес на Харвард универзитетот. Ќе се извинувам, но може ли да го слушнеме првото јавување? Да. Ќе ја помниме мислата за Харвард универзитетот. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, поставете го вашето прашање. Во студиото. Благодарам, поздрав и до вас. Имам едно прашање до гостинката ваша. Да, Јас поставете сум со дијагноза лимфома. Добро. Не сум правена, мислам, биопсија за да се види од што доаѓа до тие зголемени лимфни жлезди, него ме интересира дали може да се прави таа лимфна масажа кај терапeuтката и дали е тоа на терет на фондот или на приватно оди ова лимфна масажа мануелна. И да, благодарам за вашиот интерес. Дали ова доволно за одговор? Не ја слушнав пациентката, кај неја диагностицирано лимфома. Да. Дали може лимфна масажа лимфна да се прави? дренажа. Односно дренажа. Така, да? така. И сега да речеме во зависност од проблемот, значи пациентката претходно треба да направи и други испитувања, да речеме да се едноставно да се испита кардиоваскуларниот систем, значи крвните садови. Ако немаме некои други пропратни да речеме заболувања и проблеми во однос на кардиоваскуларниот систем, може да се третира локално, меѓутоа сепак треба, значи по индикација на лекар, да ако препорача, да, иначе може. Може затоа што лимфната дренажа е, значи, сосема безболна и не е штетна. Благопријатен третман. Значи не може ништо да се наштети, напротив, може само да се подобри состојбата, затоа што фактички тоа се дизајнирани покрети каде што по пат на механички, значи пат се истиснува лимфата од ткивото каде што е фактички настанат отокот. И да, во однос на вториот дел од прашањето, технички дали на товар на фондот или приватно само? За жал се уште овие третмани одат приватно, се наплаќаат се уште, тоа не знам, веќе проблематика да речеме на друго ниво, системска, да, кој што треба, мислам навистина да се покрене и во тој дел, затоа што во многу земји, да речеме, тие третмани одат на сметка на фондот и вклучени се во рамки на физикалната терапија. Кај нас се уште никако третман не е ни признат во физикалната терапија, значи не се ни користи, освен апаратната лимфна дренажа, ја има на клиниката за кожни болести и ја има, мислам дека во 8 септември на физикална терапија. Мануелната терапија се уште никаде не се препорачува како третман. Мислам во останатите институции, освен во приватни институции. И да се вратиме на мислата на што го рековте за Харвард во Соединетите Американски држави. Да, значи тогаш е за прв пат фактички спомната фасцијата како да го наречеме, тоа е фасцијален систем. Значи тоа не може да се изолира како едно делче, затоа што фасцијата, значи, представува обвивка на секој мускулно влакно.
мускулните влакна се групирани во мускулни снопчиња, исто обвиткани со фасција. Мускулните снопчиња, значи, во една поголема група на мускули. И исто со фасција, значи, фасцијата е неизоставен дел, значи, на целото наше тело. Нервните влакна се обвиткани со фасцијата. Едноставно, флексибилноста на нашето тело ни ја овозможува, значи, тоа конективно ткиво, фасцијата. Значи, кај нас, во нашево тело, треба непречено, значи, движење да има меѓу сите ткива, меѓу органите. Мускулното ткиво, значи кожата, подкожното ткиво, значи секаде тука ни е фасцијата испреплетена. И фасцијата секогаш треба да е подвижна, мобилна, за да немаме ограничување во движењата, пред се прво во движењето, да речеме. И да се извршува својата улога, или? И за да се извршува својата улога. Да. Имаме уште едно јавување да го слушнеме денес во Фактор здравје. Добар ден. Добар ден. Одлично звучите, господјо, ве слушаме. Предалепо, па како нема да звучам одлично кога толку љубезен персонал ме пречека, ме вклучи. Поздрав до девојче, ептен љубезно девојче. Во режија девојчето, да. Благодариме. И сега вас да ве поздравам, и вие сте фини, докторката, вака да скратам, да не одзимам времето. Да. Докторка, дали има нешто помош со мануелна масажа, медицина, како да ја наречам, кај, например, млада особа се работи женска, има проблем со вени, со циркулација, меѓутоа многу и се собира водата во нозете и во колената. Некој рекол дека тоа може со ова. И второ, дали имам нешто помош кај ова, како е наречена циста колено-беркам, ова циста мислам дека се вика. Ви благодарам толку. Да, многу ви благодарам за вашата енергија и интересот во Фактор здравје денеска што го покажавте. Спомна господјата дека циркулацијата, да, со циркулацијата со вените. Сега лимфната дренажа, мануелната лимфна дренажа, значи нема контраиндикација ако е во ред, значи ако немаме воспалителен процес кај венска циркулација. Значи, ако се исклучи тромбоза, тромбофлебит и тие акутни состојби, да речеме, кај венскиот систем, може да се примени мануелната лимфна дренажа. Предпоставувам сега се работи, да речеме, можеби конституционално, можеби послаба венска циркулација, и затоа се насобира баш во долниот дел на екстремитетите на нозете тој оток. А исто спомена господјата дека има, значи, Бекерова циста. Тоа е веќе работа на хирургијата. Значи, Бекеровата циста често пати настанува, да речеме, при одредени повреди на коленото, после тоа може да, мислам, чест случај е тоа, меѓутоа не се третира на, да речеме, да, мануелно. Тоа веќе треба на хируршки начин тоа да се реши. И она што го кажавте и за господјата и за претходната во целина, дека никогаш, буквално никогаш, сите овие мануелни техники кои што досега ги споменавте и за кои што ќе зборуваме, не може да наштетат, току напротив, и терапевски и во однос на превентивно може благопријатно да делуваат. Да. Значи, контраиндикација за сите мануелни техники ни е фебрилна состојба. Значи покачена телесна температура, да, вирусни заболувања и сите тие пропретни работи што следуваат. Што даваат таква симптоматологија. Да, таква симптоматологија. Значи, фебрилни состојби, акутна венска тромбоза, значи не е контраиндикација апсолутна, значи тука ништо не се применува. Сега, релативна контраиндикација може да биде малигно заболување, меѓутоа тоа некогаш па и по индикација се користи, баш буквално, да речеме, за да се олесни, ете, ако често пати се јавуваат отоци при долго лежење, при неактивност, може, да речеме, да се примени оваа терапија со цел, значи, да се подобри општата состојба, затоа што значи, со користење на овие третмани, пошто, како што споменав, значи, се крајно безбедни, безболни и не е фактички само терапевскиот дел тука што ќе се помогне, значи, локално на одредено подрачје кое што треба да се третира, има и релаксирачки ефект.
Во целина, значи. Во целина, да. Холистички човекот се посматра. Точно така, холистички, затоа што, да речеме, сите во мануелната медицина правило е, значи, не се работи на пациентот, туку се работи со пациентот. Затоа што тука е, значи, интерактивно вклучено и терапевтот и пациентот. Значи, не се работи на него само како предмет или како случај, туку се работи со него. Соработува на некој начин. Да, и уште едно јавување имаме во овој прв дел од емисијата. Добар ден. Добар ден. Господјо, и вас одлично ве слушаме. Во програма сте. Пред се да ве поздравам. Благодарам. И да се заблагодарам за вакви емисии кои се од големо значење за здравјето на пациенти. Благодарам за поддршката. Имате ли конкретно прашање? Имам конкретно прашање, се работи за случај на машми. Добро. Во семејството, фала Богу, немаме никаков проблем. Ни финансиски, ни здравствен, вака, меѓутоа често пати го фаќа депресија. Вие за депресија одесме, докторката сигурно го познава, доктор Чепреганов, тој му даде Санвал од 10 милиграми. Меѓутоа, сакам да прашам и како тоа треба да го пие, дали секоја вечер и колку долго време. Претходно одеше кај доктор, тој ни почина, и пие Буспарт. Сега паралелно дали смее да ги пие и колку време треба Санвал да го пие. Докторот ни кажа кратко време. Да, благодарам. Колку тоа кратко. За вашиот интерес останете со Фактор здравје, по блокот реклами ќе продолжиме со денешната тема и аспектите на темата која што денеска е насловена мануелна медицина. Другари, ево стиго е G-Kids. Препарат садржи 7 активних природних састојака кои удружени штите имуни систем. Чао, геймери, ево за вас сам донео еден специјални G-Kids, може? Не садржи шеќер, раствара се у води, куркума му дае наранџасту боју, а природним путем се дошло до ароме бреска. Nije šala, nije vic, stigao je G-Kids. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Stalo sa vám niečo? Nemaže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила, и близу и далеку. Безболно со Екзајмер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот ако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница Скопје. Сузана, дивно изгледаш, те били посуцийска исхрана видно пријала. Колку си скинула? 15 килограма. И што е најважнije, нема јо-јо ефекта. И јас сум скинула 15 килограма. И тачно онако како е Кенан реко, пази што једеш и ништа ти се неće вратiti. Usled loših životnih navika, u organizmu čoveka razvijaju se niz obolenja koji bude svestan te kad bude potpuno kasno. Vrlo često ta obolenja nemaju nikakve veze sa godinama. Jedan od kvalitetnijih preparata koji postoje na tržištu je preparat G132 plus Natural. Da je to tako potvrđuju reprezentativne istraživanja koja su rađena kako u Nemačkoj, kako u Srbiji, tako i u regionu. Došli su do rezultata da preparat G132 plus Natural zaustavlja razvoj malignih ćelija. Desetogodišnje iskustvo i brojni korisnici su potvrda delotvornosti preparata G132 plus Natural. Zapamtite, korišćenje preparata G132 plus Natural
je vaša garancija za kvalitetan i dug život. Со господја Македонка Силјановска, која што е дипломиран физиотерапевт од спортскиот центар Јане Сандански од Скопје, денеска зборуваме на тема мануелна медицина. Повелете и натаму на 6091-924 и 6091-925. Добро дојдени се вашите јавувања, прашања и совети доколку сакате да ги побарате од вашата предсе гостинка. Пред да ви го поставам следното прашање, во контекст на што праша господјата, депресијата, чинам дека рубриката истражувањето докажа и ја провоцираше, но еве, од ваш аспект, одговор. Да, па добро, одговор сепак професорот Чепреганов е најсоодветен, да речеме, тука во однос на пропишувањето на терапијата што ја земал господинот. Тука веќе спаѓа сосема друга област. И тука сакам само да се надоврзам, оваа ментална состојба и општо психофизичкото здравје не е само телесно да бидеме здрави, туку и умствено или ментално. Дали сите овие методи или техники на мануелната медицина покрај, рековме, терапевскиот може да овозможат и превентивно, односно опуштање и заборавање или полесно поминување на овие соматски промени или проблеми? Да, во секој случај. Значи, кога имаме здраво тело, да речеме, ајде да не одиме стереотипната пословица, поговорка во здраво тело и здрав дух, нормално. Кога преживее сите овие години, нели сигурно и... Да, кога е телото здраво, значи кога функционира безпрекорно, или кога има синергија, дека и расположението, општото расположение се подобрува. Со тоа, да речеме, се елиминира стресот, значи секоја позитивна мисла има свој учинок во доброто расположение, во добрата кондиција и општо за доброто здравје. Кога зборуваме за кондицијата и целината, општото здравје, сигурно вие во еден од аспектите на разговорот претходно споменавте дека флексибилност или подвижноста на телото и тоа како е важно. Фасцијата е таа што ја дава таа подвижност, но како тоа се проценува, колку еден човек е пофлексибилен, односно како да го подобри тој свој дел од моториката. Да, па правени се, односно се за проценка, значи, на физичката способност и постојат 4 основни компоненти. Тоа се, значи, мускулната сила, односно силата, телесната тежина, издржливоста и флексибилноста. Се правени се истражувања и, да речеме, кај одредена популација, значи, сите го земаат прво дека е силата, значи физичката кондиција, силата дека е најважниот сегмент, да речеме, за физичката способност. Меѓутоа докажано е дека флексибилноста на телото, флексибилноста на организм, на целото тело, значи е најважниот сегмент во однос на физичката способност. Затоа што да речеме, колку и да е човек добро припремен кондицијски, значи колку и да има мускулна маса и колку и да е силен и издржлив, ако нема флексибилност на ткивата, може, значи, многу побрзо, значи, настануваат тие повреди. Така да од огромно значење ни е одржување на таа флексибилност, затоа што природниот процес на старење, значи како што старееме, така и флексибилноста се намалува. Значи подвижноста на тетивите, на лигаментите, на сите потпорни ткива, да речеме, тука огромна улога има фасцијата, значи подвижноста на фасцијата. Значи од ист состав се составени лигаментите, тетивите, значи сите потпорни ткива и фасцијата се, значи, од ист состав. Комплементарни се. Да, комплементарни, тоа се поврзани субјекти. Ке се вратиме на овој дел од разговорот повторно, за да го слушнеме следното јавување денес во Фактор здравје. Добар ден. Ало, добар ден. Дали ме слушате? Добар ден, поздрав до сите во екипата. Благодарам, господине, поздрав од нив и до вас. Јас ве слушам преку Како не слушате, јас не ве слушам најдобро. Види вака, ве слушам преку
Вака. Добро. Преку мобилен телефон се јавуваме и ве гледам вас, господине. Зборувајте, ве слушаме, или ако има технички проблем ве поканувам. Докторка. Да, уште едно јавување имаме во овој блок. Добар ден. Ало, господјо, слушнав женски глас на линија. Па, женски гласи. Да. Ако мене слушаш. Да, вас. Јас сум Милија, не знам таму кој е на другата страна од слушалката. Ве слушаме, во програма сте. Хоќу да питам, може нешто да се помогне за оток на жглоб од ноге? Добро. Дали ва доволно? Шишке има, тоа е. Па, почесто текне нога и... А причината? Да. Која е причината, ве прашува гостинката? Зошто се јавил? Причина дали може да помогне за шишке. Дали мислите на зглобот сега на коленото на или... На зглобот, до стопало. Аха, на стапалото. На скочниот зглоб. Скочниот зглоб, веројатно. Дали ова доволно? Од која причина? Од која причина е ова болка или проблем? Па не моја рекли су да шици. Дали слушнавте? Да повторите уште еднаш? Се извинувам. Шилци. Добро. Технички има некој проблем, недобро се слуша, но сепак еве од ваше искуство, дали овие шилци што ги спомена господјата на скочниот зглоб може да бидат индикации или може да се примени тука некоја техника, некоја мануелна техника? Конкретно да речеме за тие калцификати или шилци, се користи друга терапија, значи тоа е апаратна терапија, ја работиме ние значи во нашата институција. Тоа е шок-вейв терапија. Тоа се ултразвучни бранови каде што се делува директно значи на тие калцификати и со помош на тие удари, значи тие шилци едноставно се израмнуваат на некој начин, се разбиваат. Тоа е веќе друг сегмент, значи тоа се работи во нашата институција, меѓутоа тоа е апаратна техника веќе со шок-вейв терапија. Ја покануваме господјата во спортскиот центар Јане Сандански во Скопје за консултација со вас за решавање на проблемот и понатамошно до објаснување како тоа да се реши, а да се вратиме на флексибилноста. Чинам дека тука запревме или тука сакавте уште некој аспект да предочите? Па во суштина тоа е, да речеме значењето на фасцијата, на подвижноста на фасцијата, на фасцијалниот систем, слободно може така да кажеме, затоа што, како што споменав, значи не постои делче на нашето тело каде што фасцијата значи не е вклучена, значи обвивката на мозокот, обвивката на сите органи, значи конективното ткиво меѓу органите што се поврзуваат, подкожното ткиво, значи мускулното ткиво, лигаментите, тетивите, значи сите се тие составен дел од фасцијата. И оно што сакав во однос на мануелната медицина или методите кои што ги применувате да споменеме, тие подеднакво чинам дека се применуваат и кај спортистите кои што нели се како ризик група или како група на луѓе најчесто подложни на повреда, но и кај луѓето кои што професионално не се занимаваат со спорт, односно рекреативците. Да, секако. Секако, тоа се третмани, значи, каде што се употребува, значи, на разни видови на симптоматологија, се користат и во превентивни цели, да речеме. Еве сега имаме доста пациенти кои што ќе учествуваат на Скопскиот маратон, па сега во недела. Да, во недела, па да речеме од превентивни цели, значи за опуштање на меките ткива, значи на тетивите, на припоите, значи баш се користи кај нив таа миофасцијална релаксација. Кај спортистите посебно, да речеме, добре дојдена мануелната медицина, затоа што тие сите се соочуваат, значи со хронични повреди, со хронични болки. Така да, овој начин на третман буквално е, значи, безазлезен, сигурен и ефектите се, мислам, очигледни, да. Уште едно јавување денеска во Фактор здравје, добар ден. Добар ден, последно јас се јавуваме.
Да, со мобилниот телефон. Да, ве слушаме одлично сега. Вака, сакам да ја прашам докторката, пошто Бојан Александарски е физиотерапеут. Добро. Јас се јавам од Битола. Добро. Па сега сакам конкретни работи да поставаме. Имам израстоци на 3-тиот, 4-тиот, 5-тиот пршлен на вратот, значи тој е корниот. Имам слушано за атласот дека е најбитен. Сега ме боли и кичмата. А кога боли кичмата, тешко можете да се одржите на нозе. Не сум, мислам, толку да не можам да бидам на нозе. Сакам да знам дали можно тие шилци веше за израстоците, дали може да се неутрализират. Сметам дека тие ми прават слаба циркулација во организмот и имам пучава во главата, значи во делот кај ушите. Сега начекав еве среќа да се јавам, па да прашам од релевантна личност. Да. Дали ова доволно? Благодарам за вашите јавувања, Битола. Доволно е. Шилците на кичма, значи не може да се третираат со шок-вейв терапијата. Единствена контраиндикација, значи за примена на шок-вейв терапијата, која што е баш, да речеме, до сега докажана и има стварно многу позитивни ефекти во третманов на оваа проблематика, значи единствено на кичма не може да се третираат со тој вид на терапија. Сега господинот рече дека имал и болки по цела кичма. Атласот го спомена. Атласот, да. Пршлен што го поврзува мозокот првиот пршлен. Да, и првиот пршлен, значи тој ние што ја поврзува главата со ребетниот столб. Да. Значи со нашата кичма. Атлас терапија што се промовира од некои колеги, значи ние не ја работиме кај нас. Не ми се познати конкретно искуствата во однос на таа терапија, не ја работиме ние. Добро. Не го работиме тој вид на терапија. И за крај на овој разговор уште еднаш да потенцираме или дали може да предочиме како совет што превентивно треба да се прави или на што особено треба да се внимава пред некоја повреда или пред да се дојде до мануелна медицина, некој третман, односно да се одложи, да остане флексибилно телото, како што рековте, бидејќи тоа е најважно. Да, прво пред се значи движење. Движењето значи на прво место. Но не по дома движење, како што не по дома движење, да. Баш да се напоминеме, да се надоврземе на пациентот, сега тие болки во кичма, да речеме што 90% од популацијава пати, значи од некој вид на заболување на ребетниот столб. Сите тие ни се произлезени, значи, од модерниот начин на живење, од тоа што, да речеме, ние како живи битија, мислам, луѓето, ние се движиме на две нозе и кичмата ни представува, значи, столбот, кој што, да речеме, мускулатурата единствено може само при пешачење, при движење да се зацврсти. Сега ние прекосиме, значи, на нашиот еволутивен развој, долгата седечка позиција на кичмата, слабата подвижност, односно намалената физичка активност, доведува до сите тие проблеми на ребетниот столб со кои што се среќаваме. Затоа сте вие тука да помогнете кога ќе има потреба, да обзнаните или да објавиме кога има нешто ново и актуелно, така што ви благодарам за ова гостување денеска во Фактор здравје и покана повторно имате отворена да ни гостувате и да предочите нови факти пред се за гледачите. Благодарам и на вас на поканата. Благодарам уште еднаш, ми беше задоволство. Господја Македонка Силјановска, дипломиран физиотерапевт од Спортскиот центар Јане Сандански во Скопје, беше денешна гостинка во Фактор здравје. Со советите и информациите го затвораме ова ново продолжение, а веќе новото го подготвуваме за неполни 24 часа. Останете со нашата програма и поздрав до утре.